Фурната на Паско најверојатно била една од најпознатите фурни на широк сокак. Фразата кај Паско и ден денес за битолчани означува добро познат простор. Почетоци семејството. Фурната била основана од браќата Паскови по Првата светска војна. Тројцата браќа, Александар, Паско и Никола Паскови, биле синови на револуционерот Ристо Пасков. Ристо бил учител во битолско и соработник на Јордан Пиперката и Даме Груев. Поради својата револуционерна активност, Ристо бил протеран од Битола и со неговиот четврт син Борис избегал во Софија, каде што останале до крајот на својот живот. Тројцата браќа ја изградиле и ја отвориле пекарницата најверојатно во 20-тите години на минатиот век. Развој и поделба на бизнисот. По основањето, Никола Пасков одлучил сам да отвори своја сопствена пекарница во Јени Маале. Александар и Паско продолжиле да работат со првата фурна на широк сокак. Објектот бил дводелен. Во приземјето била пекарницата, а на катот живееле двајцата браќа со своите семејства. Александар Пасков бил економист. Тој се грижал за трговијата, администрацијата и чираците кои работеле во фурната. Паско Пасков бил главниот фурнаџија. Тој го месел лебот и кифлите и тој ги обучувал чираците во фурната. Активност за време на Втората светска војна. Браќата покажале патриотизам и храброст за време на Втората светска војна. Александар му помогнал на еден пријател евреин да побегне во партизани, за да не го фатат фашистичките окупатори. По ослободувањето, Александар бил вработен во Жито Битола, а потоа станал и шеф на сметководство во електродистрибуција Битола. Паско месел леб и за партизаните. Бугарската власт го фатила и го осудила со притворска казна. Колку долго бил во притвор и како го измачувале фашистичките војници точно не се знае. Наследство. По ослободувањето, фурната продолжила со работа, а подоцна станала и собственост на Жито Битола. Денес објектот во кој живееле и работеле браќата Паскови суште постои. Моментално, на местото на некогашната фурна кај Паско, функционира кафе-барот Бариста.